како дојде до оваа фотографија, на која се гледаат куп документи на под во бирото. Според објаснувањето кој ни беше дадено, станува збор за документи за верификација, односно баждарење на резервоари и пиштоли за точење на бензински пумпи, кои никогаш не биле заверени во архивата на бирото. Документите ги подготвува и врши верификација или самото биро, или фирми кои имаат овластувања за такво задолжение. Согласно правилниците, приватната фирма наплаќа за услуга со дозвола, односно овластување од државата. На сопственикот му изготвува документ, а ист таков документ доставува во бирото кое треба да го архивира и да ја официализира постапката за верификација. За тоа се наплаќа. Приватната фирма задржува 70% од парите, а останатите 30% ги уплаќа на бирото, односно на државата. Но според нашите информации, вториот чекор, архивирањето и уплаќањето на парите на државна сметка не се случувало, туку документите биле чувани по фиоки или настрана наместо во архива. На тој начин парите не биле уплаќани на државна сметка и се предизвикува штета на буџетот. Извори на КОТ алармира дека праксата во слична, позавиена форма продолжила и по директорската смена. Лани во јули на местото директор на Бирото за метрологија е поставен Седат Рушани. Бил директор на комунално претпријатие и инспектор во општина Желово. Рушани потврди дека ги слушнал сите тие информации, пошто уште лани летоска барал ревизија од Државниот завод. Ревизорите ја почнале својата работа и теренската проверка треба да ја завршат до нова година. Но Рушани веднаш и ни потврди дека навистина имало случај кога контролорите на верификацијата ги држале предметите во фиока и не биле архивирани.